Денеска православната црква го празнува Успението на Пресвета Богородица. Успение на Пресвета Богородица. Господ, кој на Синај со петтата заповед заповедал: почитувај го твојот татко и твојата мајка, покажал со својот пример како треба да се почитува својата родителка. Висејќи на крстот во Маки, он се сетил на својата мајка и покажувајќи на апостолот Јован и рекол: жено, ете ти син. Потоа му рекол на Јована: ете ти мајка. И така, згрижувајќи ја својата мајка, он издивнал. Јован имал дом на Сион во Ерусалим, во кој се населила и Богородица и останала да живее до крајот на своите денови на земјата. Со своите молитви, благи совети, кроткоста и трпеливоста, таа многу им помагала на апостолите на својот син. Сето време до смртта, таа главно го поминувала во Ерусалим, обиколувајќи ги често оние места што ја потсетувале на големите случувања и на големите дела на својот син. Особено често ги посетувала Голгота, Витлеем и гората Елеонска. Од нејзините подолги патувања се споменува нејзината посета на Светагора, која таа ја благословила, и престојувањето во Ефес со светиот Јован за време на големото гонење на христијаните во Ерусалим. Во својата старост, таа често се молела на својот Господ и Бог на Елеонската гора, на местото на вознесението негово, што поскоро да ја земе од овој свет. Во една прилика и се јавил архангелот Гаврил и соопштил дека по 3 дена ќе биде упокоена. И ангелот Божи дал една гранка од палма, што ќе се носи при нејзината поворка. Со голема радост таа се вратила дома, посакувајќи во срцето уште еднаш во овој живот да ги види сите Христови апостоли. Господ ја исполнил оваа желба и сите апостоли, носени од ангели и облаци, наеднаш се собрале во домот Јованов на Сион. Со голема радост таа ги видела светите апостоли, ги охрабрила, ги посоветувала и ги утешила. Потоа мирно го предала својот дух на Бога, без никаква мака и болест телесна. Апостолите го зеле ковчегот со незиното тело, од кој излегувало благопријатен мирис, и во придружба на мноштво христијани го пренеле во Гециманската градина, во гробницата на светиот Јоаким и светата Ана. Од злобните евреи ги засолнувал облак според промисла Божја. Некој еврејски свештеник Антони го дофатил со рацете ковчегот со намера да го преврти, но во тој час ангел Божи му ги отсекол 2 раце. Тогаш тој почнал да ги моли апостолите за помош и бил исцелен и му зараснале рацете, откако ја изјавил својата вера во Господа Исуса Христа. Апостолот Тома повторно изостанал според Божјата промисла за повторно да се открие една нова и преславна тајна за Светата Богородица. Третиот ден стасал и тој и посакал да го целива телото на Светата Пречиста. Но кога апостолите го отвориле гробот, ја нашле само плаштаницата, а телото не било во гробот. Таа вечер таа им се јавила на апостолите, обкружена со мноштво ангели, и им рекла: радувајте се, јас ќе бидам со вас навек. Не се знае точно колку била стара Богородица во времето на своето успение, но преовладува мислењето дека ја минала 60-тата година од својот земен живот.
Та